И ова утро ве поздравуваме од домот на господјата Валентина Јанковска во Ѓорче Петров 2. Минатиот пат имавме убав предлог рецепт за утрински појадок, ручек или вечера, веганска тортилја, а овој пат се одлучивме да им презентираме на нашите гледачи нешто сладко, десерт, што исто може да биде појадок, може да биде ужина или да биде десерт после главниот оброк. Вале, здраво повторно и добро утро. Добро утро и на вас. Добре ве најдов. За оние што го испуштија минатиот прилог, еве да кажам дека Валентина е жена која што долго време користи исклучиво здрава исхрана, со тоа впрочем се занимава и професионално подготвување на вкусни здрави специјалитети, солени и сладки работи. Летото е период кога многумина сакаат да јадат сладолед за да се освежат. Не навлегуваме во тоа колку е сладоледот кој што го купуваме корисен или штетен, но нудиме еден убав предлог како да се конзумира нешто сладко, а здраво во тек на летниот период. Јас очекував дека ќе не пречекате со едно нешто, ама вие како и секогаш сте подготвиле повеќе сладки работи. Па ајде сега малку да не воведате во сите овие вкусни десерти. Така, покрај соленото, јас многу сакам да спремам и сладки десертчиња, да кажам. Меѓутоа, тие ми се поомилени, бидејќи туку имам повеќе простор за декорација. На соленото, колку толку декорирам, ама на благото имам повеќе простор за да го издекорирам како што ќе замисламе. Така сега кога го спомна сладоледот, да, имам и сладолед, треба да го донесам и него. Ма го чуваме во фрижидер се уште за да не ни се пушти многу, бидејќи стварно ни е топло овие денови. Но тој сладолед, само простете што ќе се уфрлам, не е обичен сладолед, туку е повторно вегански сладолед, исто како и кафето кое што го пиеме и кое што исто би сакала да им го откриеме на нашите гледачи, затоа што ова е нешто што јас прв пат го пробувам, не е обично кафе, туку е веганско кафе, кое што ете Валентина се сетила да го направи. Ќе ни откриете ли како се подготвува ова ајс кофи? Така, нема проблем. Значи, јас во моја кујна, значи не фрлам ништо, гледам колку можам се да искористам максимално, а пак да биде вкусно, здраво и убаво, нели? Ова денешното кафе и чија пудингот се спремени од семки од диња, урми и водичка, во кој што јас додавам, значи, по вкус или ванила или цимет, значи кој како сака. Значи кога користиме дома диња, наместо да ги фрлиме семките од диња како што правиме вообичаено сите, вие истите тие семки ги користите за да си подготвите вкусно и здраво кафе. Така, или млекце, некој го вика, некој кафе, меѓутоа како и да е, тоа е здраво и вкусно и лесно, нели немаме некои масноти, не знам што не ни е потребно за овие температури, така е подобро нели да јадеме и да пиеме по лесни пијалоци и здрава храна, лесна да јадеме нормално. И десертите нормално, овие се лесни и здрави десерти, така да лесно се јадат и брзо. Чија пудингот е нешто што се подготвува брзо и едноставно, но сепак е потребно да се знае како да се подготви и кои се намирници да се искористат за ваков здрав десерт. Денешниот мој пудинг за вас е спремен со млекото, да го кажам, нели, или кафето, сега што го кажав, како сум го спремила. Имаме диња и нормално смоквите се сега сезона, па да ги искористам секаде каде што можам. И одозгора, нели, имаме декорација кои како сака, тостирани семчиња, јаткасти плодови, тоа е за чија пудингот. Тортата е исто со смоквите, неизбежно, имаме и бананче, имаме крем од кокос, индиски ореви, основата е од јатки, урми, бомбичките се исто свежи смоквички со какао и нели чоколадото го правам од какао и масло од кокос. И тоа е тоа, лесно, брзо и да. Тоа е значи торта без јајца, без млеко, страшно без млеко, без шекер, здрава и вкусна и лесна. И имаме тука колачи ситни. Тие колачите ги кажав, меѓутоа за сладоледот. Сладоледот уште го немам донесено, значи треба и него да го донесам. Сладоледот, кажав, е исто од смокви, кокосов крем, малку портокално ставив, така да биде посвежичко, и банана.
Се чини дека кога се конзумира благо со ваков состав, исклучително значи здрави намирници, природни намирници, дека не се бројат калориите, односно дека може да се јаде сладко во неограничени количини, а сепак да се зачува здрава телесна маса. Добро, и да сакате тука не можете да изедете повеќе, како на пример ке некои класични колачиња, сладоледи или торти, бидејќи ова е све здраво и вкусно и нутритивно богато, така да јас лично за мене можам да кажам дека со 2-3 залчиња можам да се најадам и не ми треба повеќе. А и да сакате нема да можете да изедете 2 парчиња, зашто е премногу. Ајде сега да демонстрираме подготовка на чија пудингот и еве денешниот предлог за нашите гледачи што им препорачуваме да си подготват, еве особено во време на утринските часови доколку сакаат да се заблажат. Имам диња, се исечкам на коцкички, кој како сака, значи. Јас прво еве ќе ставам диња, може да ставите и смокви или со друго овошје кој има желба, али сега сезонски е ова и греото е да го фрлиме или да не го јадеме. Колку време треба да стои чијата за да добие оваа густина? 20 минути треба и да се стави во фрижидер за да биде узладена и нели да биде вкусна. И да се уедначи смесата. Ева до скора ќе ставиме пак малку декорација од смоквички. Еве и некоја јатка. Ова се тостирани јатки, како се тостираат јатките и зошто? Јатките ги тостираме на тава, малку да се загреат нели и да ги пуштат оние масла здрави што ги имаат и се повкусни, поароматични. Тоа е тоа. Нема некоја филозофија. Ете, тоа е тоа. Чија пудингот е готов, а ние ќе го пробаме и ќе го конзумираме заедно со вегански сладолед. Јас се уверив колку е вкусен овој вегански сладолед и овој вегански чија пудинг. Вале секоја чест за овие убави идеи од кои што сите можеме да научиме многу и можеме да си ги правиме во нашиот дом. Ги споделувате ли вашите рецепти на социјалните мрежи? Каде може луѓето да ги научат овие работи или да ги пробаат? Така, јас како што знаеш имам моја страница на Facebook. Таму споделувам, исто и на мојот Facebook профил. Споделувам тоа што го правам, значи кога немам време да споделам, али кога имам тогаш пуштам се што сум направила. А инаку овие дел од овие и некои нови, значи ќе може да се пробаат во кетеринг Тројка. Значи таму ќе ги спремам и кој сака слободно може да си нарача да дојде да си проба. Благодарам уште еднаш за гостопримството, за убавите предлог рецепти. Ние се одјавуваме и остануваме да уживаме во овие вкусни десерти од вредните и вешти раце на Валентина Јанковска.